Владината реконструкција влегува во завршна фаза. Викендов на поединечни средби со вреди и со знам. Премиерот Мицкоски ќе ја дефинира распределбата на владините ресори, а потоа на партиските тела ќе се стават и кадровските решенија за министерските позиции. Мицкоски најави дека официјално ќе ги кажа деталите во вторник, по состанокот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, со што ќе се расчистат и дилемите дали ќе се менува 1/3 од составот за што собранието би гласало министри поединечно, или ќе бидат назначени поголем број нови кадри, со што ќе се избира целосно нова влада. Секој од владините партнери си има своји приоритети во одредени области, ќе има промена на ресори. И во насока на тоа, јас ценам дека во следниот период ова влада, која што ќе биде, доколку ја добие довербата, се разбира од пратениците, вака каква што планираме да биде реконструирана, сега ќе видиме дали тоа ќе биде тоа во рамките на ние 1/3 или ќе биде повеќе. Очекувам да го заврши многу успешно својот мандат. Но на кое што е важно е дека можеме од денеска да кажам дека имаме стабилизирана и консолидирана состојба во државата. Според неофицијалните информации, единствено министерство за кое имало негодување е земјоделство, ресор кој премиерот го понудил на Димитриевски во замена за Министерството за правда, кое веќе е ветено на вреди. Од знам демантира дека за ова прашање има и внатрепартиски кавги и тврда дека се уште сите опции се во игра. На маса се сите отворени теми, нема конечен договор за ниту едно прашање. Разговорите во континуитет продолжуваат во следните денови и очекуваме разврска на сите настани да биде кон средината на следната недела. Во вреди пак денеска на председателство ги започнуваат внатрепартиските консултации за договореното со премиерот и веќе се споменуваат имиња на потенцијални министри кои тие би ги предложиле. Неофицијално еден од новите предлози ќе биде универзитетскиот професор и заменик член на Венецијанската комисија Јетон Шасивари, како експертско решение за Министерството за правда, додека вице-премиерот Беким Сали од евроинтеграции најверојатно ќе преземе друг ресор. Од она што е веќе договорено, вреди наместо досегашните 5 ќе добие 6 места. Освен правда ќе имаат кадар за односи меѓу заедниците на местото на Иван Стоилковиќ, како и министри за култура и за спорт на местото на Љутко Фиристовски. ВМРО-ДПМН пак ги добива евроинтеграции, добро владење, како и ресорите здравство и социјална политика, од кои ќе се заминат Азир Алиу и Фатмир Лимани. Цветан Трипуновски од земјоделство пак според информациите ќе ја напушти функцијата поради здравствени причини.